Изминатава недела беше актуелен и се уште е председателот Иванов. Да погледнеме. Добар ден. Здраво. Здраво. Али слушам кај тебе бил клучот за одлучување на влада. Има еден клjuč кај мене, але лесно ги губим. Па сакам тебе да ти го дадам, ти да го чуваш. Не е проблем, ќе го земеме клучот, ќе го дадеме кај што треба. Гладни има некој за келнер да викнеме? Ова шведска маса е ова, шведска? Не, ова е од гостила еден приватњак, он ги прави многу оригинал. Стварно? На групови маси има не знаеш што од гостивар. Најден е клjuč ако го бара некој кај чуварот е. Господин Ахмети, се извинувам на прашање ако може. На прашање ако може, дали е точно дека клучот за формирање на влада е кај вас? Клjučот бил кај мене. Ја му го дадов на господинот Иванов. Сега он нека му ја мисли, нека крши глава, дали ќе прави влада, ќе прави или што сака друго нешто, нека прави. Лева, десна, лева, десна, лева, десна, здраво, сега лева и беше, десно и беше. Да не ме фаќаат улоци, чекај да го заватам пекалова наопаку. Георге, слушам кај тебе бил клjučот сега за влада. Добро, сега реално клучот кај вас беше 20 дена, али ако треба и пак ќе го дадеме, таа врата мора да се отвори. Кршиме ако треба бе, шефе. Чекај, може пак ќе го даде клjučот, а? Добар ден, граѓани и граѓанки на Република Македонија. Тито бил бравар, него му било лесно, него сите врати му биле отворени. Јас клучот што го имам не е калаус клуч и не може да отвара вратата таа што сакам јас да отворам. If you know what I mean. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денеска дојдовме на повик на председателот Иванов да ни го даде клjučот, требаше да ни го даде, ама како што знаете клjučот не го даде. Ама тоа за нас не е никаков проблем, заради тоа што нашата врата уопште и нема брава и нашата врата секој може да ја отвори.